27 годишен сириец на кој му било одбиено барањето за азил во Германија загина во неделата, откако бомбата што носел ја активирал пред влезот на еден музички фестивал на отворено во германскиот град Ансбах. Предходно сиријски азилант уби една жена. Баварскиот министер за внатрешни работи Јоаким Херман прецизира дека сиријецот во Ансбах веќе два пати предходно се обидел да се самоубие. Сепак се уште останува нејасно дали тој овој пат имал намера да изврши самоубиство или да убие и други луѓе. Во нападот биле ранети 12 лица, од кои тројца потешко. Министерот Херман изјави дека станува збор за 27 годишен сиријски бегалец кој пристигнал во Германија пред 2 години. Нему пред една година му било одбиено барањето за азил, но сепак му било дозволено да остане во Германија поради конфликтот во Сирија. Херман додаде дека тој носел ранец и предходно му било забрането да присуствува на музичкиот фестивал, бидејќи немал билет. По експлозијата веднаш биле евакуирани над 2000 луѓе кои биле на фестивалот. Во Ансбах, град со околу 40.000 жители, е сместена американска воздухопловна база. Тоа беше четврти насилен инцидент во Германија во една недела и дојде во време кога земјата се уште е потресена од убиството на 9 лица од страна на еден 18 годишен германец со иранско потекло во петокот во Минхен. Шефот на баварската полиција Роберт Хајнбергер вчера изјави дека Давид Али Сонболи го планирал нападот скоро една година. Се наведува дека тој бил депресивен и оти предходно имал неколку медицински третмани. Во истрагата за овој инцидент полицијата приведе едно 16 годишно момче од Авганистан под сомневање дека знаел за намерите на Сонболи, кој користејќи Facebook намамил млади луѓе да дојдат пред ресторан на Макдоналдс во Минхен, каде што почнал да стрела. Инаку пред инцидентот во Ансбах, 21 годишен сиријски бегалец бил уапсен во југозападниот град Ројтлинген во близина на Штутгарт, откако со мачете убил една бремена жена, а ранил уште 2 други лица. И во овој инцидент станува збор за барател на азил од Сирија. Тој се скарал со жената која потоа ја убил. Се наведува дека тој и бил познат на полицијата. Телевизиската мрежа NTV наведе дека непосредно по инцидентот во тој град завладеала паника. Пред овие напади на 18 јули еден бегалец од Пакистан со секира повреди 5 луѓе во јужниот дел на Германија, пред да биде застрелен од полицијата. Полицијата соопшти дека ниту нападот со мачетата, ниту нападот во Минхен имале некакви знаци на поврзаност со милитантите на Исламската држава или со други екстремистички групи. Исламската држава ја презеде одговорноста за нападот со секира во Германија. Милитантите ја презеде одговорност и за нападот во Ница, кога за денот на Бастилија едно лице со потекло од Тунис со камион уби 84 луѓе.